среда 11 март, кратки вести во 12 часот. Собрана е потребната сума во висина од 208.000 евра за почетокот на лекувањето на малата Евана клиника во Германија. Со приватни средства на семејството и донациите што пристигнуваат од сите страни, лекувањето може да започне. Остануваат уште 45.000 евра што ќе бидат потребни за операција по 2 месеци. За таа цел и понатаму ќе останат отворени двете телефонски линии 143-126 на мрежата на Телеком и 143-504 преку мрежата на А1. Потоа сметката за донации и кампањата преку платформата iCrowd.mk. Како што беше најавено во недела на 15 март, Wizz Air ја укинува линијата Виена-Охрид. Сепак градов ќе биде авионски поврзан со австриската престолнина, бидејќи на оваа релација од мај ќе лета Austrian Airlines. Во периодот што следи не очекува проширување на листата дестинации со кои Охрид ќе има авиоврски. Веќе од вторник 17 март започнува директната авиолинија Братислава-Охрид. Ќе се лета до Милано, почнувајќи од 30 марта, во јуни Охридскиот аеродром ќе ги врати полските туристи во Охрид со отворањето на новата авиолинија од Вроцлав и враќањето на летовите од Катовице. Предвидени се по 2 летови неделно за секоја дестинација. И оваа година Црвен крст Охрид продолжува со бесплатно обезбедување на помош и нега во домот и лична асистенција на лица со попреченост за граѓаните на општина Охрид кои ги исполнуваат потребните услови. Овие услуги опфаќаат сеопфатна помош и поддршка при активности што корисниците не можат самостојно да ги извршуваат поради видот и степенот на нивната попреченост, а кои се од суштинско значење за нивното секојдневно функционирање, како во сопствениот дом, така и надвор од него. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.